Двете договорни страни ќе организираат со заемна согласност заеднички чествувања на заеднички историски настани личности, насочени кон зајакнување на добрососедските односи во духот на европските вредности. Република Македонија потврдува дека ништо од нејзиниот устав не може и не треба да се толкува дека представува или некогаш ќе представува основа за мешање во внатрешните работи на Република Бугарија, со цел заштита на статусот и правата на лицата што не се државјани на Република Македонија. Ова е само дел од договорот за добрососедство меѓу Македонија и Бугарија, кој беше представен од Зоран Заев. Премиерот кажа дека овој согласен текст отвара големи перспективи за двете земји пред се во економијата, но со него ќе биле и затворени сите недоразбирања кои ги имало во минатото. Вели дека договорот не е штетен за националните интереси на земјава, а со него биле еднакво задоволни и двете земји. Овој договор е во согласност со националните интереси на Република Македонија. Овој голем чекор, како што впрочем и наведовме во договорот, одговара на интересите на народите на Македонија и Бугарија. Договорот ќе биде јавно објавен на веб страницата на владата на Република Македонија и ќе може секој заинтересиран да го прочита во целост. Договорот е основа за добрососедство и пријателство. Застануваме заеднички против говор на омраза, национализам или какви било провокации и се обврзуваме дека заедно ќе ја спрачуваме недовербата и недобронамерната пропаганда доколку се појави внатре во државите. Минатото и историјата ги поставуваме како темел на едината. Во договорот не се вметнати забелешките на опозицијата и тој останува ист како што е договорен меѓу двете влади. Заев повега на него да се гледа позитивно, бидејќи ќе отворил многу перспективи за земјава. Забелешките беа навистина конструктивни, како што реков во обраќањето, ние споделивме заеднички грижи и заеднички позитивни аспекти од целиот овој договор. Ова е договор кој што ги прави срекни и двете страни, мислам на бугарската и на македонската. Ние заклучивме дека конечно треба да гледаме на чашата како полуполна. Доста ја гледавме полупразна. Договорот отвара огромни перспективи. Направивме напори во разговорите и понатаму кои што продолжија и заклучивме дека текстот на договорот, имајќи го во предвид интересот и на другата страна, бугарската страна, навистина е во едно свое видно совршенство. Потврдено е дека договорот ќе биде потпишан на 1 август во Скопје за време на посетата на бугарскиот премиер Борисов и бугарската влада испрати соопштение во кое пишува дека договорот е одобрен. Тоа го направи нашата влада давајќи му на премиерот Заев од врзани раце да го потпише договорот.